Премиерот Никола Груевски заедно со владината делегација присуствуваше на бизнис форумот организиран во соработка со индустриската комора на пристанишниот град Джеда во Саудиска Арабија, каде беа презентирани можностите за инвестирање во Република Македонија. Груевски, презентирајќи ги можностите, посочи на големото внимание за градење на добра бизнис клима и реформите за подобрување на условите за инвестирање и водење бизнис. Тој се осврна и на слободните економски зони во Македонија и потенцијалите кои што ги нудат за инвестирање, како плановите за изградба на 14, од кои 4 зони се веќе целосно функционални. Груевски ги покани заинтересираните инвеститори да ја посетат Република Македонија за да разменат мислење и искуства со инвеститорите кои се веќе присутни на македонскиот пазар. Министрите за надворешни работи на земјите членки на Европската Унија попладнево на состанокот на Советот за општи работи на Советот на Унијата ќе ги усвојат заклучоците за проширувањето на Европската Унија за предстојниот самит на Европскиот Совет, што ќе се одржи во четврток и во петок. За земјите кандидати и потенцијалните кандидати за членство во Европската Унија веќе се договорени заклучоците во рамки на Корепер групата на Советот, каде во однос на шестата последователна препорака на Европската комисија за отворање на пристапните преговори со Република Македонија, се наведува дека Европскиот совет ќе се наврати на ова прашање во 2015 година, откако ќе биде ажуриран од страна на комисијата и ќе забележи значителни чекори во промовирањето на добрососедски односи и прашањето за името. Поради новата блокада од страна на Грција, уште претходно беше познато дека советот нема да ја прифати шестата последователна препорака на комисијата, па денеска, иако се очекуваат остри дискусии на шефовите на дипломатиите, бидејќи комисијата, но и 15 земји членки се децидни дека Македонија треба да добие датум, а Грција и Кипар не, на крајот сепак се очекува да се усвојат веќе договорените заклучоци. Република Македонија денеска во седиштето на НАТО во Брисел за последен пат председаваше со СИГРУП, неформалната група на земјите од југоисточна Европа во Алијансата. Денешниот последен состанок под македонско председателство го предводеше новиот македонски амбасадор во НАТО Зоран Дабич, а присуствуваа и шефовите на делегациите на 28-те земји сојузници на Алијансата, како и амбасадорите на Босна и Херцеговина, Србија, Финска, Ирска, Молдавија, Црнагора, Шведска, Швајцарија и Австрија. Владината мерка која предвидува договорите за дело и авторските договори да влезат во системот на задолжително осигурување, односно да се плаќаат придонеси и за лицата ангажирани на ваков начин, има за цел да ја зголеми социјалната сигурност на граѓаните. Незината примена нема да се одложува и ќе почне како што беше предвидено на 1 јануари 2015 година, истакна министерот за труд и социјална политика Диме Спасов. Според него со оваа мерка треба да се заштитат работничките права, да се создадат услови секој работник да биде платен за работата, но и да му бидат платени придонесите од задолжителното социјално осигурување. Во спротивно нема да може да оствари пензија, ниту пак осигурување при повреда, ниту право на здравствено осигурување, ниту кое било право што го имаат работниците во системот на задолжително социјално осигурување, додаде Спасов. Сите тврдења дека ова не е цел на законот и оти со него ќе се изгубат работниците, според Спасов, се прозирен обид да се девалвира овој, како што го оцени, позитивен проект и позитивна мерка. Реална проценка на тутунот на време на исплата и откуп на произведениот вишок од 3000 до 5000 тони ќе бара од компаниите ресорниот министер за земјоделство Михаил Цветков. Цветков додаде дека ќе се искористат сите механизми за продажба на тутунот според законот. На тутунарите можам да им ветам дека според законот ќе откупуваат фирмите кои обезбедиле пари и банкарски гаранции за тутунарите да ги добијат парите, а државата ќе им ги исплати субвенциите, изјави министерот кој по состаноците со директорите на 9 откупни компании добил впечаток дека се расположени да го откупат вишокот на тутун. Најмалку 126 лица загинаа во нападот на талибанци врз училиште за деца на војници во пакистанскиот град Пешавар. Најголемиот дел од загинатите се ученици. Во училиштето има стотици деца кои се држат како заложници. 6 од нападачите се убиени, а се уште трае операцијата на силите за безбедност. Вооружените нападачи кои возеле мотори успеале да упаднат во училиштето. Одговорноста ја презеде терористичката група Техрик и Талибан Пакистан заради одмазда за убиените соборци во воената офанзива во граничните зони близу Пешевар.